Македонија во дигиталната ера меѓу правата и одговорностите при комуницирањето на интернет. Ова е темата на денешната јавна дебата која ја организираше Македонскиот институт за медиуми во Битола, поттикнати од анализата која ја направиле во рамки на овој проект. Целта на самиот проект е велат да се одржи по демократски и по одговорен дискурс на јавното онлайн комуницирање, да се понуди посеопфатен опфат на легислативата, практиките и прашањата поврзани со комуницирањето, како и правата и одговорностите при вклучување во јавна дискусија на интернет. Анализата опфаќа институционална и правна рамка. Анализата покажа дека се погрешни тезите дека интернет медиумите, интернет комуницирањето се исклучени од секаква одговорност и од сите закони. Напротив, анализата покажа дека во Македонија има доволно добра легислатива која е применлива на интернет, но се детектираат проблеми при спроведување на постоечката легислатива, особено од аспект на пропорционално правечно и неселективно применување на законите. Например, анализата покажува дека кривичниот законник не се спроведува целосно во однос на интернет комуницирањето, особено деловите од законникот кои санкционираат поттикнување омраза преку комуникацијски системи. Ние во Македонија немаме ниту еден случај каде што институциите покренале постапка поради ширење на говор на омраза. Говор на омраза, клевета, навреда се чести прекршоци, но најчеста била злоупотребата на авторските права, зашто досега никој нема побарано судска заштита за тие права. Иако легислативата е добра, сепак законот кочи. Проблемот е што во државните институции, например, да кажеме, основното јавно обвинителство воопшто не покренува никакви постапки за говор на омраза што се случува преку интернет медиумите и особено преку фанпејдж на одреден интернет портал или кориснички профил, каде што на очигледен начин се изразува говор на омраза дали према поединечно лице или пак према група на лица. Така да 2-3 случаи веќе се отфрлени од страна на основното јавно обвинителство во Скопје, каде што е утврдено дека не постои говор на омраза, кога ќе се прочита тоа што е напишано, всушност станува збор за говор на омраза. Денешната дискусија имаше за цел да ги придвижи работите во земјата на ова поле при контролата, правата и одговорностите на интернет комуникацијата.